Resen je gradčevo kod Tinatana Prespa, koje se nalazi na 882 metri nadmorska visočina, a samo 12 metri povisoko od nivotona Prespanskото jezero. Во подалечната историја на овој живописен крај, името на градот не се спомнува, што сведочи дека станува збор за млад град. За жал, нема конкретни податоци за настанокот на градот, освен легендите што се пренесуваат од колено на колено. Но, ако Ресен се смета за помлада населба, не е таков случај со името Преспа. Ова име што денес го носи целата оваа котлина заедно со езерото, доста длабоко навлегува во историјата. Во непосредна близина на денешниот Ресен минувал прочениот пат Вија Игнација, зашто зборува најстарата писмена белешка од перото на Малхос, кој пишувал дека источните готи кон крајот на 5. век, откако ја ограбиле и запалиле Хераклеја, го продолжиле патот по еден тежок и тесен пат, и преку една тврдина што се наоѓала на една височина, и преку една пуста местност пристигнале во Лихнид. Подоцна, кон крајот на 10. век, со формирањето на македонската држава, Преспа израснала во област која политички била многу активна. Голем дел од областа е исполнет со езерска вода. Еден тесен, песочен насип што се протега во јужниот дел го дели езерото на два дела, на големо и на мало Преспанско езеро. Самото пак Преспанско езеро лежи на надморска височина од 853 метри и за 158 метри е повисоко од Охридското езеро. Преспанското езеро не се одликува со изобилство на риба, како например Охридското или уште повеќе до Иранското езеро, но и таа што е, била доволен извор за исхрана на луѓето. Езерото некогаш било парцелирано, поделено. Во средниот век, црковните феудалци имале одредени рибни ловишта, на кои имале посебни права во ловењето риба. Затоа постојат повеќе пишани документи. Во еден се вели дека на манастирот Богородица, Трескавец, кај Прилеп, во 13-тите години на 14 век му биле подарени двајце рибари во село Нивица, а Охридскиот манастир Богородица Периплепта располагал дури со 70 рибари на Преспа.
Ova zimzeleno rastenie naučno se vika Phoeaditissima unitars, a tuka jednostavno go vikaat foja. Na planinata Galičica ima ušte jedno retko rastenije, koje po planinata go dobilo naučni od naziv Galičicus. Na ovoj ostrov, koji se narečuva Golem grad, se naodjela letnata rezidencija na slavnijot, no istovremeno i najtragičnijot makedonski car Samuil. Na ostrovot se otkrijeni tragi na dve crkvi, Sveti Petar i Sveti Dimitrije. Ova je obnovena među dvete svetske vojne. Ne se održuva i je zapustena, iako celi od ostrov je proglasen za nacionalan park na Prespa. Neodamna se vrše nisko puvanja, pri što se otkrijeni grobovi, koji treba da donesat značajni naučni otkritija. Дека Преспа била средишта на Самоиловата пространа држава, сведочат и остатоците од неговата престолнина, резиденцијата на островот Ајвил. За жал, островот се наоѓа на грчка територија, исто и селото Герман, во која е откриена семејната гробница на цар Самуил со надгробната плоча, што царот им ја подигнал на своите родители и братот во 993 година. Оваа плоча се смета за еден од најстарите словенски кирилични споменици. Во 14. век, поточно во времето на владењето на српскиот цар Душан, во една повелба на царот, за прв пат се спомнува името Росне, кое е блиско до името на сегашниот град Ресен. Меѓутоа, подоцна пак се губи името и се спомнува само Преспа. Така, венецијанскиот пратеник Бернард во 1591 година го спомнува името Преспа, а Хаджи Калфа го наречува Персепе. За Ресен може да се зборува дури од средината на 19. век, кога градот започнал да се развива, а во 1858 година станал и административен центар. Со тоа се потврдува дека Ресен е млад град, а како најстара градба се смета црквата Свети Ѓорѓи, изградена во 1843 година од малобројните, но доста богати влашки семејства, кои се доселиле во градот по уништувањето на Москополе, Албанија. Во неја се држала грчка служба. Другата црква, Свети Кирил и Методи, е изградена во 1894 година. Во неја пак е одржувана словенска служба.
Наисточната страна на брегот на Преспанското езеро е селото Асамати, кое според професорот доктор Стиепан Антолјак го добило името во 11 век и дека тоа е оној утврден град на еретиците кај езерото од првата крстоносна војна во 1096 година. Кај локалитетот Света Недела се вршат ископувања од кои се очекува да дадат повеќе историска светлина на минатото. Веќе се пронајдени предмети од раниот бронзен период. Меѓу другите села е и селото Покрвеник. Неговото име се претпоставува дека е поврзано со искрвавената Самуилова војска. Како што селата во Струмичко, Вадоча, Колешино и Костурно зборуваат за патот на ослепената, измачена и несреќна војска, така тука во Преспа за тоа зборуваат селата Покрвеник и Царев двор. Легендата зборува дека еден од дворците на цар Самуил се наоѓал во Царев двор, поради што пред Втората светска војна тука се вршени интензивни ископувања. Се сметало и тоа дека тука имала свој дворец ќерката на цар Самуил Косара. Кога сме веќе тука, да се задржиме кратко на еден природен феномен. Повеќе вековните брестови во црковниот двор во селото Царев двор и во соседните села се исушија скоро истовремено. Се тврди дека оваа судбина ги снашла и другите стари дрвја од овој род во цела Европа. Од поранешните раскошно разгранети брестови, кои представуваа украс на целиот овој крај, останал беден костур на суви стебла и гранки. Илинденскиот период во Преспа е мощно присутен. Затоа има повеќе траги. Во оваа куќа, на 15 август 1894 година, првенците на внатрешната македонска револуционерна организација го одржале првото советување што во историјата на македонското движење за слобода се престори во голема предилинденска искра. Тоа било на денот на осветувањето на црквата Свети Кирил и Методи во Ресен. Тоа се смета за прв конгрес на ВМРО. На поставената плоча пишува: патнику или намернику, што стоиш пред плочава, да знаеш, малите народи ги одржувала мудроста и храброста, секој да остане свој на своето, македонецот да биде македонец. Тој што не го сака својот народ, не може да направи херојство. Зафатени од револуционерен бран, целата Преспа и самиот град зедо активно учество во времето на Илинденското востание. Ноќта на 2 август 1903 година, бестрашните чети на преспанскиот војвода Славејко Арсов го нападнаа градот, но поради големата турска војна сила не успеа да го заземат. По задушувањето на Илинденското востание, населението од Преспа доживеа црни денови. Од вкупно 21 село, 16 биле запалени, а над 4000 луѓе пред прагот на зимата останале без покрив над главата.
Prežestokio teror i nastanatite grabeži, naselenijeto, koje i do togaž bilo orijentirano ko naodeljena pečalba, bilo prinudeno masovno da emigrira, ovoj pat duri preko okeanot, vodalečna Amerika. Pečalbarstvo to v ovoj kraj i danas postoji. Starite pečalbari ušte od vremето na turskото владење по генерацији ги повикуваат младите преку океанот за да ја продолжат нивната работа. Младите одат таму, цврсто уверени дека одат за кратко време, но најчесто, како нивните татковци и дедовци, таму остануваат за навек, бидејќи далечината го прави своето. Во туѓина остануваат вечно обседнати со надежта за враќање, со мислата за родниот крај. Надежта по секоја наредна година се одлага и така во недоглед. Кога печалбарите од Преспа тргнуваат во туѓина, ставаат клуч на вратата, а ништо не продаваат од домаќинството. Се поради надежта за скорото враќање. Но годините врват, а куќите опустуваат, како оваа во селото Покрвеник, каде што растурените предмети и писма подсетуваат дека тука порано некогаш постоел живот. Живот кој постои уште само во споменот. Се друго е минато, неповратно и жестоко. Коријетот започна во Ресен, кога Нијазибек, по потекло албанец, се одметна од султанот и застана на чело на турски војници, приврзаници на младотурската организација, кој во многу нешта го поддржуваа ВМРО. Ресен бил стар занаетчиски град. Покрај гранчарството, по кое веројатно го носи името и селото Грнчари, и рибарството, тука биле развиени уште дрводелството и правењето бои. Се правеле чунови, станки. Тоа е чамец издлабен од едно стебло, копани, кутел, буклии, корупки и друго. Едно време во Ресен имало 150 дуќани, како и 15 анови. Во 1910 година изгореле околу 30 дуќани. Ги запалиле турците од Ресен за да дојдат до градско земјиште. Во Ресен е конзервирана една уличка за да не се затре сосема споменот на минатото. Некогашниот блесок од занаетчиските дуќани денеска доаѓа од многу убаво уредениот централен дел на градот. Во Ресен постои една зграда која се разликува од другите по својата монументалност. Потекнува токму од времето на владењето на Нијазибек. Овој млад турски раководител на Ресен му е подарил оваа прекрасна зграда која наречуваат Сарај. Зградата представува копие на зградата на Париската комуна. Нијазибек требало да биде упатен на служба во Париз. Но, наместо него, со заткулисни махинации бил упатен некој друг. Тој од Париз му испратил разгледница со слика на зградата на Париската комуна. На опачината пишувало: "Таму каде што требаше да си ти, јас сум." Амбициран, Нијазибек решил по углед на зградата од разгледницата да изгради исто таква зграда во Ресен. При тоа тој рекол, како што тврди преданието: "Ти беше во Париз и се врати, а јас ке живеам во Мал Париз." Архитектите што ја проектирале оваа убава зграда биле од Виена, а мајсторите што ја изградиле од село Вевчани. Зградата делува монументално од самиот влез. Столбовите на влезот се обложени со мермер, а подот на зградата е прекриен со прекрасен мозаик. Зградата ја украсуваат повеќе колонади и кубиња, на кои се вршеше ремонт за време на снимањето на емисијава.
Наспроти Сарајов се наоѓава куќата на Нијези бег. Двете згради некогаш ги поврзувал висечки мост по кој бегот од домот одел на работа во Сарајот. Слободарската традиција на Ресен и целата Преспа доби полн замав за време на Народно-ослободителната војна. Тука, во овој крај, народот го прифати востанието уште во 1941 година. Во условите на најтешки зверства и прогонства, на 2 август 1943 година во Коријата на Отешево е одржано преспанското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на која се донесени низа одлуки. Да се формираат покрупни единици на Народно-ослободителната војна, да се извршат подготовки на АСНОМ, да се формира покрајински комитет на СКОИ за Македонија и друго. Во Народно-ослободителната војна Преспа даде свој удел. Повеќе борци ги дадоа своите животи за слобода на својот народ. Оваа биста ќе остане како нем сведок за големиот човек, поет и револуционер, народниот херој Мите Богоевски, бестрашен борец кој пред смртта рече: еднаш се умира. Го положи животот за слободата на својата татковина. На 5 септември 1944 година Ресен и Преспа беа ослободени. Градот започна да живее нов живот. Самите сме сведоци на неговиот развиток, па сметаме за непотребно посебно присетување. Само да напоменеме дека Преспа е синоним на јаболкото. Медитеранската клима, езерото, бујната вегетација, благите зими, а умерено топлите лета со свежи ноќи даваат извонредни услови за развој на овоштарството, што во Ресен и Преспа има долга традиција. Првата овошна градина, или како ресенчани ги викаат бавчи, во Ресен била засадена некаде во почетокот на овој век од семејството на албатите, со сортата јаболко карапаша. Од тоа време датира и бавчата на Карапанчевци во Претор. Наскоро, овоштарството го прифатило поголемиот дел од Преспа и тоа станува најдоходовната гранка на стопанството во овој крај. Еден од заслужните за помодерното овоштарство е Андрија Зографот, кој по враќањето од Цариград, каде што работел како зограф, создал расадник со разновидни сорти круши и јаболка. Денес Преспа и Ресен се преплавени од овошни градини. Ги има на околу 3300 хектари. Напоредно со новите насади, изграден е систем за наводнување, како и 2 огромни ладилника за складирање на јаболката и нивно транспортирање по целата земја. Голем придонес во унапредувањето на овоштарството со нови плантажни насади, современо стручно обработување, даде и земјоделскиот комбинат Преспанско јаболко. Сето ова богатство е само дел од градот и Преспа. Другиот, поголемиот дел од богатството е прекрасното Преспанско езеро, кој дава големи можности за развој на туризмот. А Преспа ги има навистина сите услови за вистински одмор и рекреација. Кристално чистата езерска вода, што се помалку ја има во светот, сонцето, чистиот воздух и пред се тишината.